господа, овде и сега Бриф МК, овде и сега гостува генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Андреј Петров. Господине Петров, прво ви благодарам за тоа што прифативте и најдовте време во цел овој хаос да гостувате и да дадете интервју, се разбира, за Бриф МК. Навистина многу прашања, многу случувања на од кои што може да почне всушност овој интервју. Јас сакам да започнам со една бројка. 24 мај 2009 Црвенковски се враќа на чело на СДСМ. 24 декември 2012 година, како велите, црн понеделник, црн ден за Македонија, се закопа демократијата практично во Република Македонија. 24 март 2013 се закажани локалните избори и она што се случуваше минатава недела, 24 февруари, Куманово грмеше, ечеше, буквално таму се случи конвенцијата на Социјалдемократскиот сојуз. Што гледате, што е намерно, а што е случајно во бројкава 24? Верувам дека тоа е случајност, меѓутоа можеби е судбинска случајност. Значи не е нешто што, не знам, нити можел некој да го испланира тоа да биде сето тоа така. Нема некој што има таква моќ, барем не од живите луѓе. Меѓутоа, она што е исто така важно е дека сето тоа е последица на ова што се случува подолго време во државата. Целокупниот амбиент, тоа што се случува овие месеци, е нешто што ги отрезни и сите оние кои веруваа дека постои барем минимална шанса дека оваа власт не е баш таква како што СДСМ тврди, недемократска, тоталитарна. Она што се случи на 24 декември дефинитивно и најголемите скептици кои веруваат дека може да има минимум или трошка државност или чувство за држава кој оваа власт ги разубеди и јасно е дека имаме работа со луѓе кои на бескрупулозен начин сакаат до крај да останат на власт, не водејќи сметка при тоа за ништо друго освен за своите фотели. Грубо е згазена демократијата, прекршен е уставот, сето она што народот го виде, граѓаните на Македонија го видеа. Ние како опозиција имаме обврска да се спротивставиме на тоа. Секој оној кој сака да биде дел од нас е добре дојде. Може би 24 е судбински број, затоа и ве прашав сега, зависи како и по чија судбина ќе удри бројот. Битно е тука дали да сте убеден дека она што го правите е исправно. Можам да ви кажам дека за мене, за моите колеги во партијата, за раководството на СДСМ, целосно сме убедени дека ова што го правиме е исправно и дека и пред правдата сме чисти и пред Господ сме чисти за ова што го правиме, заради тоа што ако некој има од што да се плаши, особено од начинот на своето однесување, тоа е оваа власт. СДСМ никогаш не направил таква штета за државата како што оваа власт направи во изминатиот период, особено преку газењето на институциите, а државата се институциите. Што е демократијата ако не процедурите? Така да 24 точно е тоа ќе биде ден мегник, ден од кој многу работи нема да бидат исти како што биле претходно и мислам дека ќе биде ден кој ќе стои после некое време и во учебниците на македонската историја, во учебниците по демократија, каде што ќе се прикажува како еден систем кој сакал да се одржи на власт, направил нешто што е целосно недозволено. Добро, ќе оставиме, се разбира, времето да покаже и да видиме како тој 24 ќе биде забележан во историјата. Куманово се понуди, се отвори, се даде декларација за обновување на демократијата. Како Социјалдемократскиот сојуз ќе обновува демократијата во Република Македонија? Социјалдемократскиот сојуз прво ќе истрае на ова што во Куманово беше истакнато, а тоа е дека нема ни теоретски шанси СДСМ да се поколеба или да се премисли, и ако власта веруваш долго време дека СДСМ блефира, дека ама само што не се премислиле, дека да си ја тераме ние нашата, ама тие пак ќе го направат она што го направија од 2008 во 2011 и во последен момент ќе се предомислат, еве се покажа дека погрешија. СДСМ
се изгради, особено во последниот овој период, во една партија која многу води сметка за сопствената политика, ги обмислува работите пред да почне да ги влече и нема намера да отстапи од политиките кои во суштина се исправни. Така да, како ќе обновуваме демократијата, ќе обновуваме со упорна борба, вонинституционална, бидејќи пратениците на СДСМ ќе бидат од 24 март надвор од парламентот, градоначалници СДСМ нема да има. Сето тоа ќе биде вовед во една вонинституционална борба која ќе се биде со демократски средства. Значи, СДСМ како партија ниту се служела со насилство, ниту ќе се служи со насилство, ниту пак ќе падне во замките и одредени сценарија кои сме имале можност да ги гледаме, а биле неефикасни. Ние со демократски средства ќе го зголемиме отпорот против оваа власт и на крај оваа власт ќе биде поразена. Таа ќе мора да се замине. Се разбира дека цената ќе биде најголема по државата поради се тоа што се случува, ама тоа не е вина на СДСМ. Најголемата вина ја има оној што ја води државата, тоа е премиерот и екипата околу него, и тие ќе треба да се суочат со судот на историјата пред се. Зошто дозволиле во еден клучен момент на државата, само заради тоа што се заробени во сопствените погрешни политики, да ги спречат перспективите на граѓаните на Република Македонија, бидејќи ова што се случува ќе има последици по државата. Другата страна, кога зборувам за другата страна, мислам на ДПМН и на Груевски, очекува постојано да ја радикализирате ситуацијава. Да навистина превземате радикални чекори. Што е тоа во нивните глави за вас? Каква сте вие партија во нивните глави? Па е отворено, мислам дека прво тие се изненадени од начинот на кој СДСМ се однесува во овој момент. Значи, СДСМ се покажа како гранитно цврста партија. И не само СДСМ, туку и сите оние партии од опозицијата кои застана околу нас. 18 политички партии воопшто не дадоа листа за изборите. И тоа сите од опозицијата. Ви не можете на никој во светот да му прикажете дека всушност и имало некакви избори со некои таму што имате намера да ги прикажете како опозиција, тоа е јасно. Мислам дека тие се изненадени од тоа СДСМ како се однесуваше во овој период, тоа е една работа. Просто не знам што очекуваа. Па очекуваа веројатно дека ќе им пројде приказната која долг период во Македонија им проаѓаше и меѓутоа никогаш немале политички противник од овој габарит како што е сега СДСМ. Тоа е една работа. Мислам дека во моментот кога станаа свесни за целата таа работа, пробаа да се служат со сите можни, морам да кажам, недозволени инструменти кои ги имаат на располагање. Значи, гледаме ние од нашите коалициони партнери вчера во нивните изјави во Куманово, дека се служеле и со подкуп, со закани, со уцени. Значи, за тоа се одговара. Значи, за пробување некој да го подкупите се одговара. За уцена и за притисок, за монтирање на процеси се одговара. Значи, и тоа е нешто што тие треба да го разберат и мислам дека добро ќе го разберат. Што е она што веројатно тие го мислеа дека овој СДСМ ќе биде мек и ќе биде конформистички расположен, дека ќе се грижи повеќе за своите интереси. Градоначалниците за своите интереси, пратениците за своите интереси, оние што имаат намера да бидат советници за своите интереси, покажавме дека личните интереси не се ништо во споредба со решеноста. Ние сме навистина решени да отидеме до крај и оваа власт да ја поразиме, не заради тоа што така сакаме, туку заради тоа што е погрешна и заради тоа што и нанесува штета на државата. Во нормална демократска земја не можете да останете повеќе од 2 мандата да ја водите државата. Во Америка тоа и со устав е регулирано. 2 мандата можете да бидете председател на Америка која има извршната власт. Кој му го дал правото на некој дека може да мисли дека вечно ќе владее со Македонија? 7 години се на власт, за земјата не направија ништо добро. За клучните прашања, економија, демократија и интеграциите на земјата во НАТО и во ЕУ, киксираа.
Зашто друго да правиме муабет? Дали некоја чешмиче го направиле добро или некоја фонтана убаво изгледа? Еве да им го оставиме тоа на контото дека тоа е нешто што направиле, ама тоа не е она што е главно за граѓаните на Македонија во моментот. Не постои друго прашање во овие 2 месеци и не постои друга тема на муабет, мислам дека сте вие свесни, се разбира, за тоа, освен случувањата од 24 декември па навака. Некои луѓе просто не сакаат да видат што се случува и некои сонува со широко отворени очи. Ќе дозволите ли Груевски да го расипе вашиот сон, а ако не се лажам, сонот на Социјалдемократскиот сојуз е Демократска Македонија? Не, Груевски не може да расипе ништо во СДСМ. Тој наивно верува дека може да ги моделира работите во СДСМ онака како што ќе посака да бидат. Ние сме цврсто решени да истраеме, нема да импровизираме. Категорично кажувам дека нема да направиме нешто што може да го наруши концептот на здружена опозиција и нашиот успех на следните парламентарни избори, кои според согледувањата на аналитичарите е повеќе од извесен. Значи, во услови на тотална власт, со епитет на диктаторска, која ќе има овој режим после вакви локални избори, кој има намера да ги спроведе, ние ќе бидеме ставени во ситуација да СДСМ повеќе не може за ништо да биде виновен. Или приказната Бранко е крив, нема да функционира. Така да Груевски ќе треба да биде свесен дека го има претседателот на државата марионета во собствените раце инсталирана, кој не може ни прозор да отвори без да го праша. Ќе биде ставен во ситуација да ги има сите локални самоуправи. Ќе биде ставен во ситуација да има парламент без опозиција. Во таква ситуација тој не може да прикаже дека е демократска власт. И при тоа одговорот од нивна страна опозицијата е виновна не функционира, бидејќи власта помеѓу многуте образки во секоја држава што ги има за водење на државата има уште една најголема, а тоа е да одржува некаква релација со опозицијата околу стратешките работи за државата. И сега каква ви е таа власт која и кажуваат сите, вклучително и одредени пријатели на земјата, начинот што го правите ќе ја растури земјата. Тоа што го правите ќе ја доведе земјата не да биде без перспектива за европски и за НАТО интеграција, може да ја распука. И вие да кажете, ма не ми е гајле. Јас сум решил и ќе терам така како што сум наумил, што е одговорот што доаѓа од страната на ВМРО ДПМН, мислам дека тоа е нешто што историски сме го виделе. Значи, многу има примери во историјата. Почнувајќи од Наполеон, па ако сакате Втората светска војна, Германија, што луѓето затварајќи тие што ги затварале очите пред вистината и аутистично верувале дека не треба да се попушти никогаш и за ништо, дека доживувале дебакл. За жал, после тоа го плаќале нивните земји. Тоа ќе биде и во Македонија, тоа е реалноста и сите треба да бидат свесни за тоа, меѓутоа одговорноста е кај оној кој наумил така да се однесува. Значи не може да кажувате ајде да најдеме решение, ама не сакам ништо да попуштам. Ако не сакате ништо да попуштите, вие кажувате ние не сме за решение. Не сакам да не ме прашам за нешто што јас го работам, за фелата на која што јас припаѓам. Оно што јас го имам констатирано е дека медиумскиот простор во Македонија е дефинитивно загаден. Тоа можам јавно, јасно и гласно се разбира да го кажам. За жал згасна уште еден медиум, односно неделник, зборувам за граѓански. И сега повеќе од јасно е дека во последниве години во Македонија се убива гласникот на лошите вести, а не се убива оној кој што ги сервира истите, кој што ги произведува истите. До кога, господине Петров, знаете ли? Целосно се сложувам со вас и со вашата констатација. Многу пластично ја кажате и точно е така. Во Македонија се убива гласникот на лошите вести, односно се убива медиумската слобода, а оној кој е најодговорен за таквите случувања во државата, сака да преживее врз база на тоа што вистината ќе ја скрие од
од народот, ќе ја скрие од граѓаните. Ова што и се случи на Македонија, драматичниот пат од скоро 100 места на скалата на слобода на медиумите, е нешто што е незапаметено во ниту една држава. И тоа самото покажува дека не е нормална работа. Што повеќе да ви кажа, од 30 место на 120 да отидете и се било нормално. Не е нормално. Тоа е показател дека сите кои наивно верувале дека со некаков добар пристап, високиот диалог, не знам, она што Европската унија го смисли, за да ја закачат и да ја влечат Македонија во позитивна насока, не биле во право. Јас не ликувам што тоа на некои луѓе сум им го соопштил уште пред година, 2 години, 3 години кога го мислували и кога почнувале да го прават. Не бива таа работа. Ако со тоа што ќе ги кажувате работите дека се подобри од тоа што се на земјата, не и вршите работа. И еве ги последиците ги видовме сега. Што поеклатантно треба на некој да му објасните, отколку она што оваа власт го направи спрема новинарите на 24 декември. Спротивно на устав, кај што пишува дека со двотретинско мнозинство новинарите може да бидат отстранети од седницата, ги исфрли како партал. И мене навистина не ми е јасно. Значи има нешто што и тие луѓе можам да ги разберам дека имаат своји екзистенции и се до тоа, меѓутоа треба еднашка да се прекршат најголем дел од тие луѓе и да сватат дека во такви услови, ако некој на тој начин се однесува спрема медиумите кои се секаде сила посебна и од политиката и од власта по дефиниција, дека време е можеби да си најдат не да соработуваат со една таква власт, туку да си најдат подостоинствена заработка за својот живот. Не можете вие да ги покривате трагичните работи кои оваа власт ги прави, само заради тоа што знаете, па што да правиме, мора нешто да работиме во животот. Смислот на новинарството како професија, која исклучително ја почитувам, е да ги отвори работите во јавност, да не ја скрие вистината, а не да гледа да покрие една власт која за сите е јасно дека е недемократска. Во Македонија не си денеска храбар ако ја пулкаш опозицијата, се намножија оние, што би рекол еден човек, шуши-муши, кои секој ден со нешто ќе излезат да кажат како опозицијата не чини, а многу малку се оние кои кажуваат отворено што власта не чини. Во секоја нормална земја власта е критикувана, таа ги носи одлуките. Нивните фотели значат. Што значи опозиционата фотелја? Најголемата тешкотија е во моментот да си опозиција на ваква власт. На сите кои се конформисти имаат или луѓе од интерес одат со власт. И тоа сме го виделе, сме го искусиле, сме биле на позиции, знаеме какви се како се вртат работите. Ќе го осети и оваа власт. Значи ќе го осети и Никола Груевски. Ќе осети дека оние кои поддржувајќи го и туркајќи го уште подлабоко во бездната во која има намера да влезе, првиот ден кога нема да биде таму кај што е, ќе му го свртат грбот. Сме го гледале ние, тоа ќе го види и тој. Меѓутоа, за жал, цената што ќе ја плати државата, повторувам, ќе биде многу голема. Расчистивте ли вие со луѓето кои што ви го свртаја грбот? Ева зборуваме за новинарите, бидејќи сега, нели, го отворивме тоа прашање. За новинарите ние никош не сме имале интерес новинарите да бидат на наша страна. Нашиот интерес како политичка партија секогаш бил новинарите да ја зборуваат вистината. Да имате можност да чуете што е вистината, нека некој расудува и што мисли ВМРО ДПМН, и што мисли СДСМ. Не можете вие да форсирате слика во државата кај што опозицијата не постои и опозицијата е, како да ви кажам, стигматизирана, како да е гледајќи ги вестите и на националниот овој државен медиум и на овие приватните чии собственици се дел од власта, вие имате впечаток дека опозицијата како да боледува од чума. И тоа е нешто што како слика ви го пласираат секој ден, а повторувам, тоа не е оригинално во Македонија. Така било и во други држави. И тоа до одреден момент на власта ја врши работата, подолго да остане на власт. Во одреден момент кога тоа ќе распука за секоја власт, предизвикува нешто што значи пат на недемократски режим. И тоа тогаш пред се ќе биде проблем за тие луѓе што мислеле дека на тој начин може да опстанат. За жал, цената во тие држави ја плаќал народот. И тој си има собствена одговорност во делот од работите.
Не знаете зашто ве прашувам, бидејќи јас сум видела луѓе, новинари, кои што малку се, нели, овде, па кога ќе престане тоа да им одговара, одат на другата страна и така натаму. Тоа се, нели, оние класични мешатари од едно место на друго. Но добро, како и да е, ајде да се вратиме малку во многу блиско минато. Вие исклучивте, односно СДСМ, уште еден свој висок функционер, господинот Стефчо Јакимовски, во една крајно темна ситуација, ноќно време, човекот поднесе кандидатура. Позајми печати и велеше дека ви најавил дека ќе поднесе кандидатура, вие велите не е точно. Ако ви велел дека ја најавил својата кандидатура, толку не можевте да препознаете што се случува со Јакимовски и дека има идеја, има желба практично да ви го сврти грбот? Прво би сакала да кажам дека јас лично нешто против Стефчо Јакимовски немам. Апсолутно не ме прашувам лично. Моја обврска е да ги штитам интересите на СДСМ како партија од местото кое го имам. И моја, и на претседателот на партијата, и на сите што се во раководството на СДСМ. Стефчо Јакимовски со чинот кој го направи, му нанесе штета на СДСМ. И тоа за сите е јасно. Мислам, тоа нема потреба да го на било кој да му го објаснуваме. Не е точно дека ни најавил, дека има намера такво нешто да направи. Напротив, моите информации зборуваат дека тоа што го направил во минута до 12 и дека до последен момент веројатно го јадела совеста за тоа што ќе го направи, меѓутоа во последен момент пресекол да го направи нешто што го подготвувал скришно, нешто за што ние не сме знаеле. Може би сме биле наивни, може би сме му верувале повеќе од што треба, меѓутоа не сме верувале дека тоа што го направи има намера да го направи. Она што е скандалозно во целата таа ситуација, да бидете дел од СДСМ, од најтесното раководство, од првите 10 луѓе во партијата, и да отидете како кандидат на Српска радикална странка во Карпаш за градоначелник е нешто што никој нема да може да ви го опрости, а особено нема да може да не се соочите со судот на историјата за тој чин. Ние во моментот кога ги добивме сознанијата, се обидовме да направиме уште еден разговор од највисоко ниво во партијата. Да му укажеме, нити имало некој закан, ниту имало некакви, не знам, какви други работи како што излегува во медиумите, да укажеме дека тоа може да му биде од корист само на ВМРО ДПМН и дека не е точна тезата дека граѓаните заради тоа што немало да имаат избор, за да не се оставил Карпаш на јагнула, тој отишол за кандидат. Тоа е лага. Значи нема што да јаде. Значи тоа е или од грижата за вработените. Тоа е лага. Значи граѓаните го имаат најголемиот избор во овој момент. Значи за граѓаните е битно кој ќе биде и градоначелник на Карпаш, и на Струмица, и на Куманово. И тоа многу побитно е кој ја води државата и луѓето сакаат излез од оваа безперспективност во државата, бидејќи не му вреди тоа што ќе му биде украсена општината ако државата му е гнила. И тоа е најсериозниот избор пред кој се исправени граѓаните. Граѓаните сега го имаат вистинскиот избор да застанат на вистинската страна и неучеството на избори. Бојкотот всушност е главниот избор кој треба да го направат, пораката на оваа власт дека треба да си замине. Така да мене од она што можам да го истакнам е дека за нас таа приказна со него е завршена како политичка партија. Тој самиот се исклучил од партијата со чинот што го направил, како и некој претходно што го направија. Ние имавме можност да видиме такви слични случувања. Според статутот на СДСМ, секој кој ќе се кандидира на независна листа или на листа на друга партија, по автоматизам се исклучува од партијата, ако тоа е направено без согласност на матичната политичка партија. Она што најголема флека фрла на целата работа е што тоа беше направено на еден шверцерски начин, во минута до 12, на начин кој не доликува за личност која имала можност да биде министер од редовите на СДСМ и градоначелник од редовите на СДСМ во неколку мандати.
Како и да е, Јакимовски ви сврти грб, Црвенковски вели СДСМ е бетон партија, поцврста и поединствена. Ве направили Јакимовски поцврсти и поединствени или цела оваа ситуација севкупно? Цела оваа ситуација е како еден вид на чистилиште. Значи, дојде можеби времето СДСМ да се прочисти. Ама вистински да се прочисти. Декларативно сме го правеле тоа многу пати, ама сега дојдовме во ситуација кај што ги гледате луѓето какви се. Значи, луѓето имаат можност да го направат изборот и тоа е најсоодветно кога гледате дека под притисок треба да донесат одлука. Односно да се стават во дилемата дали да го издржат притисокот или да попуштат пред притисокот. Кога е добро за свадба, тука пријатели колку сакаш. Кога сте власт, па не можете да ги избркате од канцеларија, ви досадуваат, не можете да најдете слободно време да работите. Кога сте опозиција, особено во ваква ситуација, кај што е или, тогаш ги гледате луѓето од каков материјал се направен. Мислам дека претседателот на партијата е сосема во право дека СДСМ во моментот е бетон партија. Заради тоа што го гледам јас деновиве е на таква мобилизација која не сме ја виделе подолго време. Не сме ни очекувале дека тоа така ќе се создаде, можеби сите овие настани. Подмолната игра на власт. Значи играњето под маса ги направи луѓето да сватат дека едноставно да речат преку глава ми е веќе се. Што сака, нека сака, образот не може да се изгуби и тоа е нешто што го гледам како констатација кај многу луѓе. Има една работа што лично ми пречи, тоа е што луѓето кои се добиле од СДСМ, кои биле премиери, министри, градоначалници, на високи партиски функции, во моментот кога требало да му вратат на СДСМ за сето она што го добиле, кои СДСМ ги направил луѓе, ако сакате вака најдиректно кажано, сега наоѓаат да имаат серија на критики кон СДСМ, кон Црвенковски. Како не го критикуваат Црвенковски во времето кога беше премиер, кога не можеше да дојде на работа, а да не му се мотаат околу кабинет. Како тогаш не најдоа за сходно, кога СДСМ беше власт да му кажат ова не чини, ова е грешка. Сега, кога сме опозиција, наоѓаат да го критикуваат СДСМ и тоа се луѓе на кои СДСМ им е секогаш добар кога е власт, а секогаш им е лош кога е опозиција. И не се подлизурковци оние кои го бранат Црвенковски и СДСМ сега кога е тешко, затоа што тие луѓе, се ставам себе си тука во таа ситуација, со Црвенковски и со СДСМ сега го делат зијанот. Никогаш не го делеле кјарот на функциите, на победата на власт. Го делат зијанот од власта заради тоа што таа прави штета на општеството и се обидува да ја уништи опозицијата. Сега се познаваат вистинските луѓе и тие што ќе издржат во оваа битка, ви тврдам дека СДСМ ќе се однесува со целосен почит спрема нив. За оние кои решиле да не напуштат, нека име со среќа, го направиле погрешниот избор, времето ќе покаже колку биле во грешка. Така. Нема многу да ве прашувам за Црвенковски, бидејќи не сакам да зборувам за луѓе кои што не се присутни на маса во случајов во оваа просторија, туку само на кратко. Многу луѓе сега се прашуваат и нивното секојдневие всушност е исполнето со тоа дали Црвенковски ќе си оди од СДСМ или нема да си оди. Јас не сум од оние новинари кои ќе ве тепаат по уста и 25 пати ќе ве прашаат едно те исто прашање. За каква варијанта сте вие, господине Петров, да остана Црвенковски или да си замина? Моето мислење е познато. Јас сум го кажал тоа и јавно, сум го кажал и во разговори во партијата. Значи, Македонија е справена пред најсериозниот предизвик од независноста на државата. Она што во 1991 година беше повлекувањето на ЈНА од Македонија и сочувување на мирот во Македонија и создавањето на државата и беше направено на мудар начин благодарение на Глигоров и на Црвенковски пред се. Бидејќи ако Глигоров беше архитектот на независноста на државата, оној градежникот што го спроведе тоа на терен беше Бранко Црвенковски. И тоа беше направено на паметен начин, при тоа секогаш
имало консензус за базичните прашања и имало уважување на различните гледишта помеѓу власта и опозицијата. Она што сега се прави е истото тоа од 91. Истото е со предизвикот од 2001. Можеби на 10 години или на нешто повеќе од 10 години се случуваат тие судбински моменти за државата, кај што треба навистина многу мудро за да се процени во кој правец ќе се оди. Мислам дека СДСМ нема право како предводник на една армија на луѓе. Заедно со оваа опозиција позади нас, ние освоихме на минатите избори повеќе гласови од власта. Бевме разединети, заради тоа не успеавме да ја добиеме власта. Сега сме заедно, ситуациите во државата се уште полоши, не се подобри. Логично е дека уште повеќе ние ќе отидеме нагоре, тие ќе отидат уште подолу во поддршката кај граѓаните. Известна е победата на следните парламентарни избори. Треба да сме авантуристи за да направиме нешто што може целиот тој концепт кој е граден со многу работа, со многу труд, со многу упорност да го сруши. И без разлика на личното мислење на претседателот и она што јас имам разбирање за тоа што го вели во некои наврати, кога некој на неразумен начин ви се качува на глава 100 пати прашувајќи ве иста работа, ки си одите ли, а никој не го праша Никола Груевски кој изгуби во 2004 ки си одиш ли. Значи тоа е еден различен аршин со кој тотално не се согласувам. Мислам дека тука не се работи сепак за право на лична одлука, со целиот почит, дека секој од нас има право да ја донесе. Се работи за нешто што е многу посериозно, се работи за перспективите на државата и она што јас го гледам кај членството на СДСМ, а се сметам себе си за еден од најдобрите познавачи поради долгиот стаж во партијата и поради местото што го имам, нема расположение во членството на СДСМ да дозволи такво нешто. СДСМ на никого, па ниту на него ќе му дозволи во овој момент да направи таков некој потек, бидејќи позади него стои армија на луѓе, целосната доверба ја има од партијата, очекувањата се големи, позади нас сме земале судбини на луѓе кои ни се приклучиле, целиот опозиционен блок стои позади таа централна фигура во моментот во опозицијата и тоа ќе треба сите да го респектираат, вклучително и тој самиот, бидејќи дозволете едно лично мислење, лидер не може да биде секој. Значи, а за во оваа работа да се успее, треба да има тим и да се игра тимски. И тоа е моделот кој го создадовме и до крај ќе се залагам тоа да остане така да функционира. Нека се оваа власт промени, па потоа сме спремни да разговараме за сите модалитети. Ви благодарам многу на искреноста. Благодарам и вам на поканата за интервју и ми беше задоволство.